верувањата кои ги задушуваа слободата на замрот и непреченото ликовно изразување. Напуштањето на класичните канони и конечниот исход од расправата меѓу фигурацијата и абстракцијата бе условени и од иманентната општествена состојба на патот на создавање поинаква визија за светот, а во тој контекст и не поречете слобода на думата. Веќе на самостојната изложба 62 година во Скопје заедно со Гута Храмовски, Калчевски навести една нова естетика на сликата, што во голема мера ја определи идната физиономија на неговото творештво. Феномените на стварноста, како секвенција од одредена целина, како суштина во формувањето на физиономијата на сликата, стануваат примерни носители на делото. Без поголеми потреси, со внатрешна логика, Калчевски ќе го развива своето сликарство од вознемирени композиции, каде што хроматското и ахроматското во окупирање на сликаната површина бележа вариабилен диаграм и каде што проблемот на светлината го решава со колористичките интервенции на, да кажеме, боеното светло, до една поелементарна конструкција со директно судирање на материализираната структура на сликата. Погледот од надвор и од внатре не ги истркува визуелниот репертуар и фантазијата на Калчевски. Туку погледот го лоцира од горе, најчесто од визурата на лев, која ги кадрира структурите на земјата на релефните визури на пейзажот. Во играта на обмислени движења се одвива диалогот меѓу светлото и темното, меѓу рамните и релефни површини, меѓу внатрешниот и надворешниот простор, до трпелива колористичка релефност, со што ќе успее да го абсорбира надворешниот простор. Тоа е и обид да се задржи или таму каде што е прекинат, повторно да се воспостави заеднички репертуар на символи, знаци, сигнали, без оглед на формата во која се појавуваат. Калчевски од секогаш беше повеќе заинтересиран за проблемите на анализа, отколку на синтеза, така што абстракцијата е вистинско поле во кое неговите сликовни размислувања може да се интерферира до една точка. Тоа значеше откривање на извори со чија помош, по своите нон-фигуративни тези, го внесе присуството на гестот и материјалноста на број. Преобразување на видливите хоризонти до степен на нивното метафорично проседе, никогаш нема да ја досегне формата на автоматизм, така што рационалниот третман ќе го насочи неговото сликарство пред се кон една повеќе контемплативна форма, во која што ќе се обиде од двата пола на информелот да ги извлече оние битни сегменти што ќе одговараат на неговата ликовна транскрипција, која му припаѓа на информелот, а која подразбира контрола на будната свест. Неговото времеотежено сликарство, во кое рационалната организација е поставена над лирската наративност и дескрипција, акумулира и користи определено проседе, низ кое е предадена драмата на трајањето на морфолошкото истражување на мокта и можности на ликот. Во пресложување, варирање и преточување на обликовните форми со едноставен и редуциран третман постигна поголема уверливост и сугестивност. Континуирано го преиспитуваше постигнатото со убедување дека секое достигнување подразбира промени, трансформации и секогаш може да стане нешто друго. Делото на Калчевски е некаде на средина меѓу присутноста на сликата, создадена со употреба на непиктурални материјали и ним соодветни технолошки поставки и постоењето на некои подалечни символични слоеви на сликата, која што лишена од сцени не е лишена и од можноста на евоцирање на некои значења што се наоѓаат вон од материјалните податоци на самата слика. Секако делото на Ристо Калчевски, како еден респектабилен и специфичен творечки опус, остава отворен простор за разнови и пристапни толкувања на процесот на неговите ликовни размислувања.